На неколку денови по церемонијата на доделување на највисоките филмски награди Оскари, по сублимирањето на импресиите за тоа кој требало, а кој не да ја добие златната статуетка и по еуфоријата дека една македонска фирма учествувала во постпродукцијата на еден од главните добитници, со право се отвора прашањето за тоа колку македонските филмови се квалитетни и компетитивни на светските фестивали. Како знаеме дали нешто е добро? Излегувате на мегдан во светот и се мерите со него. Ако сте спортист, одите на Олимпијада. Ако сте филмаџија, одите на релевантен филмски фестивал. Во изминатите 20 години, ништо релевантно во уметничка смисла надвор од Табановце не е создадено на оваа почва со овие ресурси, со овие таленти. Филмскиот фонд на Македонија одвојува 4 до 6 милиони евра годишно за филмови. Во зависност од годината, оваа година се предвидени 4,4 милиони евра. Тоа не е така мала сума, ако се земи во предвид каква држава сме ние, со каква економија. Меѓутоа, кога немате добар производ, едноставно не можете да се продавате во светот. Светот не е наивен, значи ноевата филозофија дека ние нешто сме ужасно талентирани, ама светот не признава, нема кој да не поддржи, тоа е синдром на многу често македонски синдром на самозалажување и сожалување, не помага кога е во прашање една ваква глобална игра како што е филмот. Изумрени се оние стандардни кодови на реализација на еден филм. Затоа сметам дека не треба да ставаме се во еден кош. Велиш ти чест на неколку исклучоци, јас ќе кажам чест на неколку исклучоци кои што се лоши во македонската кинематографија и заради нив не смееме да дозволиме да ги ставиме целата македонска кинематографија во еден ист кош дека таа не чини. Значи овие примери што ги набројав со сите досегашни награди и со сите досегашни успеси на македонската кинематографија говори дека таа како е квалитетна, особено квалитетна и компетитивна на европско ниво. Ние геостратешки сме дел од Европа и ние како кинематографија секогаш треба да бидеме да ни биде репер европската кинематографија и во тоа успеваме. Покажуваат сите овие фестивали, целата поддршка од Евроимаш и од останатите фондации кои што даваат поддршка за нашите филмови, така да сметам дека сме компетитивни. Ако Берлин, Венеција, Кан се и Оскарите, Лос Анџелес се Лига на шампиони, сите ти награди што ги наброја се Лига Европа, да речеме, која што наскоро во фудбалот ќе биде укината. Значи, тоа е, како да кажам, да зборуваш, не дека тие не вредат, точно е дека вредат, меѓутоа на највисоките, највреднуваните награди, нашите филмови во последните години никаде ги нема. А тоа, не знам, не е чудно, меѓутоа интересно е што кореспондира со период во кој што најмногу се вложува во македонскиот филм, особено од јавни пари. Значи, најголем проблем во целава ситуација, особено во последниве години, е тоа што поновиве филмови се обидуваат да бидат тоа што не се. Значи, со сила, нашите филмови се обидуваат да бидат Холивуд или да бидат, да речеме, француска кинематографија која што е као еден од подобрите примери на европска. Значи, место да се приземјат, да застанат на земја и цврсто на нозе да раскажуваат обична човечка приказна, значи не мора да биде тажна, може да биде весела, може да биде романтична, може да биде банална, меѓутоа да ја прикажат што поверодостојно и што поинтересно. Значи парите тука воопшто не се важни. Има контрапример оваа година конкретно на Оскарите. Имаш тотално не холивудски филм кој што беше номиниран за најбитните 4 награди. Beast of the Southern Wild, значи како би било Зверови од Јужната дивина. Има буџет од 1,3 милиони евра, кој што е двојно помало од трето полувреме, меѓутоа беше номиниран за најдобра женска улога, најдобар филм и уште две други категории, плюс освои награда за камера на Кан. Значи тоа е тотално не холивудски филм. Само Арго, значи формално најдобриот филм за оваа година на Оскари, има 10 милиони долари буџет само за лобирање на Оскар. Само за лобирање на Оскар, не за промоција на филмот. Линколн на Спилберг има 8 милиони долари буџет само за лобирање на Оскар. Значи се случуваат вакви исклучоци, значи на мали филмови да добијат сериозна категорија во која што ќе бидат номинирани, но правило е дека големите филмови кога лобираат за номинации и за награди на големите светски фестивали, нивниот буџет за промоција во многу случаи е поголем од буџетот кој што е потрошен за самото снимање на филмот. Па кога на оваа сума ќе ги споредите оние што ги спомна Маја 4 до 6 милиони евра кои што
За сите Нашата филмови. држава сите филмови може да ги посвети или 150.000 смешни евра за промоција на трето полувреме, мислам дека е споредбата несоодветна. Мислам смешно е. Тоа зборуваме за еден сериозен систем во кој што на луѓето во Холивуд им е многу поважен престижот, односно профитот во одредени ситуации и апсолутно ги се користат со сите можни средства за тоа да го обезбедат. Што се однесува до лобирањето, New York Times, значи веднаш по доделувањето на наградите излезе нели со еден коментар во кој што кажа дека да се лобира за номинации и за награди на Оскар е многу потешко и покомплицирано отколку да лобирате во претседателска кампања во Америка. Лабина максимум дава од себе се, значи за тоа да го прави за македонските филмови тешко е, бидејќи такви како Лабина има од секоја држава по неколку. Тоа го прави и Дарко, тоа го прави и Милчо, претпоставувам дека не мислите дека живеат во САД заради климата што им одговара, мислам затоа што се едноставно поблиски до таа филмска фела во која што многу полесно можат да лобираат, да допрат, да направат муабет. Не знам, дај Боже, можеби следната година ќе го имаме Раде Шербеџија, кој што ќе работи македонски филм, па можеби еве него ќе му биде полесно. Кои македонски филмови би ги погледнала по втор пат и заслужуваат да добијат златна палма, златна мечка, златен лав? Значи повторно кажам дека тоа се субјективни проценки за тоа што е квалитет. Јас во принцип не гледам филмови по два пати, освен ако не е на Тарантино, на Вуди Ален или можеби на Сузан Биер од Данска и тука ама тоа е субјективна проценка за тоа што е добро, што не. Добро, ако е тоа субјективно и се оградуваш, зошто македонските филмови не доживуваат ни комерцијален успех? Во регионот не доживуваат, надвор од Табановце не Затоа што доживуваат. тоа е дел од промоцијата. Не е точно, ма извини или ако само може Филм да кој што- дополнам. Значи, Добра, ајде, повели. тоа зависи се од продуцентите. Значи не е до квалитетот на филмот, туку до продуцентите и дистрибутерите. Лабина Митевска, која што ја спомнавме како еден од најдобрите во Македонија продуценти во моментов, и незините контакти со Јасо Тито Велес направи Парталин. Значи да ги погледнеме прилозите со актерите, па ќе се вратиме на темата. Воопшто за било кој фестивал контактите се многу битни. Дали се работи за фестивал на обична театарска представа, на мала сцена, па до Оскари. Знам дека баш сега тази случката ми е со Дарко Митревски за трето полувреме, дека разговаравме баш тоа, дека сепак треба да си таму во кругот. Тешко се стига до таму, тешко се стига да ги убедиш новинарите да стигнат па да напишат нешто за тебе. Значи тоа е, не можам да кажам, не е тоа машинерија, туку тоа е еден вител во кој што ќе влезеш и за да едноставно те isfrли негде, нели, тој вител како се врти муабетот за тебе, одеднаш те isfrли што значи лобирање. Тоа многу ми смета што денес, например, последниве 20 години, значи зборам за филмовите што се снимени, нивната динамика е проблематична у поголем дел од филмовите. Искрено сите ги немам изгледано, далеко од тоа дека некој ги имам изгледано до крај, значи некој не сум можел да ги изгледам баш заради таа динамика која што паѓа на места кај што не би смело да падне. Тука има проблем со приказните, значи со самите сценарија, колку се доследни, колку се недоследни. Има проблем со поделата на улогите. Например, тоа што е актуелно, например, мене многу ми смета кога ќе ја загубиме дозата на самокритичност, кога ќе се нафураат сите медиуми дека се прави некое големо дело кое што досега не е видено во светската кинематографија, дело од кое што Серджо Леоне би позавидел или Хичкок или не знам кој тамо или Тарантино. Ако ќе го видиш крајниот производ, затоа е разочарувањето уште поголемо. Ниту една фирма нема да поддржи, ниту една лоби група нема да поддржи неквалитетен филм ако знае дека не може да извади пари од него или награди од него. Па зошто го прават? Повторно доаѓаме до клучното според прашање, вашите зошто е критериуми, тоа така? според овој муавет испаѓа дека ниту една награда не е релевантна, него дека сите награди се само лобирање.
Па, Не може види, тоа да се тврди. не дека не се квалитетни филмовите, значи квалитетни се секако филмовите, но не можеш да кажеш дека најквалитетните филмови во изминатава 2013 година се само овие 8 или 9 што ги видовме и тоа е тоа. Другите ништо не работеле. Во Европа филмови боже пази да се снимале, мислам, тоа нема шанса. Или Азија. Азија има феноменална продукција на филмови. Па да, Од Иран. 1920 година, значи Азија до денеска, значи имаат освоено само 4 Оскари. Ама зошто Значи, се затоа го што Оскарите освојуваат во Кан ги освојуваат? Значи освојуваат, сакам да кажам дека имаат одлична продукција, немаат лоби. И тоа е тоа. Тоа не значи дека они прават лоши филмови. Добро, ако не можеме Оскар да освоиме со овие филмови, зошто упорно ни бегаат европските фестивали? Како тоа за пред дождот кој никој не лобираше, ги доби Кај знаеш па ти дека никој не Па се лобираше? знае колку државата колку вложила Ама во зашо тоа. не значи државата дека треба да лобира? Значи, Мислам, тоа си многу постојат ги филмски продуценти, релативизирате квалитетот на дистрибутери, филмот. Милчо си работи работници, Добре, ве си много постоја, филмски. зашо филмските продуценти не трзнуваат на нашите филмови ако се толку добри? А трзнуваат, јас сакам само да прашам, зошто сметате вие Ама дека Трзнуваат. Зашто не Зошто јас зашто не се инспирираат да ги промовираат? Ајде. Како ќе го аргументирате тоа? нашите продуценти не ги Голема е промовираат конкуренцијата. своите Странските филмови? продуценти, странските дистрибутери кои што нормално ќе ги промовираат, но се Повторно, зошто тука не е ги сега прашање пари и политичкиот контекст, јас ќе се надоврзам Ама на они она што ако- Ели го зборува. Ничија земја те праша зошто мислиш дека го освои Оскарот за најдобар И дали ти го филм, догледа до и дали крај? го догледа до крај. Да. точно. Да, го Сега го догледавме. догледавме сите, да, точно го Значи, сега ги догледавме. Со нас во студиото денеска се Владко Галевски, долгогодишен новинар и филмски критичар, добро дојдовте, и Дејан Илиев, поранешен директор на Филмскиот фонд на Македонија и актуелен професор на факултетот за драмски уметности од СЕК продукција. Ме интересира како странците реагира на квалитетот на македонскиот филм. Ние може да бидеме субјективни, да мислиме дека филмот е ваков или таков, меѓутоа тие ни даваат една попрецизна перцепција за тоа докаде сме. Па затоа ве прашувам, докаде сме? Да речеме на 10 на 20 филмови, еден филм може би ќе биде стварно добар. Ние имавме за жал помалку од еден, во просек помалку од еден филм годишно. И малку е незгодно да се очекува дека баш секој филм што ќе го направиме ќе биде филм за Оскар или за награда. Но сега се снимаат 2 до 3 филма годишно, ако не се лажам, државата издвојува 4 Да. до 6 милиони евра годишно. Дали со квалитетот го оправдавме тоа вложување? Па ја мислам дека се уште не сме го оправдале. Меѓу другото, најдобар репер за тоа е што добар дел од и луѓето што се занимаваат со филм не знаат за сите филмови што се снимени и што се финансирани во Македонија. Добар дел од нив не знам ни дали се прикажувани, а публиката уште помалку знае. Значи се работи за бројка од повеќе од 15 на филмови во последниве 3 години, што е сериозна бројка. Пред малку кога зборувавме за тоа како завршија Оскарите, си уште ни се свежи импресиите од доделувањето на овие награди. Спомнавте дека имаше филмови кои што навистина не заслужувале според вас да се најдат на таа листа. Можете ли да замислите македонски филм да се најде на листата на номинирани во само една категорија, нели, за филм од странско говорно подречје, без да го имаме сиот оној потребен фонд, значи паричен за лобирање во Холивуд, сите тие контакти, сите тие врски кои што ќе овозможат на еден македонски режисер или на еден македонски сценарист да прошета по црвениот тепих и во Холивуд, и во Кан, и во Берлин. Повеќе слојна е целата ситуација. Лобирањето и парите се сигурно ставка која е значајна еден филм да се афирмира, не само на фестивал, воопшто. Генерално филмот е онолку добар колку што има гледачи. Значи тоа е едната димензија. Другата димензија по мене не постојат филмови за фестивали. Постојат добри и недобри филмови, лоши филмови. Секој добар филм, без разлика дали отишол на фестивал, а сега е и манир да се оди на фестивали, тука е престижноста, тука се добива популарноста и со мал буџет, со мал рекламен буџет, може да успее, ако е филмот добар. Македонски филм дали може да успее, може да зборуваме само од аспект на квалитет. Ако имаме квалитетен продукт, романците направија ефтини филмови кои брилјантно поминуваат на сите фестивали, затоа што се добри, затоа што се авторски, затоа што се вон сите клишеа дури на вон европски клишеа во кинематографски, така што парите не се пресудни, квалитетот е пресуден. Тешко е да се оцени, не може
академијата во Американската академија за филм и уметност да биде оној филтер на тоа што е добро. Оваа година на Оскарот имаше барем 4 филма, по моје сознание, а и тоа што сум гледал, кои се чисто пропагандистички филмови, кои величаат американската нација, во кои се појавува американското знаме, во кои американците победуваат на крај, тргнувајќи од Арго, завршувајќи со Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty или со конечно со Django. Истото. Тие се тие што го водат свет. Дејан, ако ја тргнеме пристрасноста, што е најслабата алка на македонскиот филм? Најслабата алка? Ја мислам дека навистина недостасуваат добри сценарија. И тоа мислам дека повеќе е проблем на став кон ова што Владко кажа, има во Европа филмот се смета за уметност, во Америка повеќе индустрија. Меѓутоа, без разлика што е уметност, се работи за уметност која има тенденција, значи не може вие да правите филм затоа што сакате на 10 луѓе да им раскажете приказна. Ќе ги соберете у кафана со пиво и ќе ми раскажете приказната. Ако сакате да правите филм, значи дека сакате да се обратите пред широка колку што е можна поголема публика. Од тој аспект се сложувам, нема филмови за фестивали или има добри филмови или нема. Кај нас мислам дека и генерално во Европа таа е разликата со америчките филмови, колку и да се комерцијални имаат структура која е јасна и им овозможува да бидат гледливи. И најлошите американски филмови можете да ги изгледате. Добар дел од европските филмови не може да ги гледате. Токму заради таа уметност. Треба ли ние да дефинираме тогаш како држава, можеби во кој правец се движиме? Дали сакаме да правиме филмови за индустрија или и за бокс офис, или правиме уметнички филмови како данците и романците и така натаму? Бокс офисот можете да го гледате како парија, може да го гледате и како публика. Значи јас како автор, ако имам некаков порив да се обратам, се знае, значи реков, може у кафана да соберам 10 души, може да ставам гајба на плоштад и знам колку луѓе може да се соберат, максимум 10.000 да речем, или сакам да зборувам да се обратам на цела планета. Условно речено. Значи затоа што филмот е еден масовен медиум, сакале или не ние да признаеме. Јас ќе поддржам тоа, подкрепам со пример. Филмот на Ханеке, Љубов, е апсолутно некомерцијален филм. Онаа публика што оди на блокбастерите, на технологија, филмска технологија, не, ќе се излезат на половина филм, веројатно. Во Соединените американски држави една мала приказна се откупува авторска новела, се откупува за големи суми и потоа се плаќа на петорица сценаристи кои мора да го направат по терковите како што ни. Затоа се гледани американските филмови. Постои рецептура по која тие се прават и нема промашување на ниво на гледливост. Не е само таа рецептура, пошто имаме, сигурно ти кажам, добар дел од македонските автори мислат дека личните импресии, нивни, исто ќе влијаат на мене. Импресии не функционираат во филм. Така е. По дефиниција. Значи, филмот мора да има јасна структура. Јас, како стално кажам, најпроста оваква компарација, на 10 луѓе да им даеш еден добар виц, еден кој ќе го каже ќе се смееш, последниот може да плаче. Така. Значи, како ќе раскаже некој приказната друг е проблемот. Значи, тука не мора, затоа има едно правило веќе кое е во склоп на темата. Понекогаш може да се направи добар филм, да излезе добар филм од добро сценарио. Меѓутоа никогаш од лошо. Пред малку спомнавте за вашето искуство со одредени компании, со одредени публицисти, чии што филмови кои што ги промовираат постојано завршувале со успех, односно со награди. Како се лобира надвор од Холивуд, да кажеме? Имате ли искуство како се правил лобирањето во Кан, во Берлин, во Венеција? Па има разлика, значи Холивуд си е посебна приказна и генерално во овој бизнис многу функционираат контактите. Значи тие работи што изгледаат многу тешки, некогаш многу лесно може да се завршат ако ги познавате вистинските луѓе. Имаме ли ние луѓе кои што ги познаваат вистинските луѓе надвор од Македонија? Имаме, да. Имаме, меѓутоа не ги користиме. Дали се на вистинските позиции? А зошто не? Има некои од нив што се на многу вистинските позиции, меѓутоа знам за еден човек кој е на многу вистинска позиција, меѓутоа кога доаѓа тука доаѓа инкогнито, не сака да едноставно. Имаме луѓе што исто така се на интересни позиции кои може да помогнат, меѓутоа ние никогаш не сме ни имале, да речеме, вистинска можеби можност да ги искористиме. Мене лично
во еден момент ми бараа 3 сценарија, меѓутоа во тој момент немаше ни едно сценарио што навистина можеш таму да го однесеш. Вчера имаше вест дека Спилберг е избран за нов претседател на филмскиот фестивал во Кан. Ако бевте вие на неговата позиција во изминатите 15 години, има ли некој македонски филм кој што би го наградиле со Златна палма? Не, сигурно. Не. Мислам дека критериумите се исклучително високи, особено кога се работи. Имаме Златен лав во Венеција и мислам дека тоа врвот, што се покажа дека е една и логична и од аспект на уметност релевантна перцепција за квалитет, така што не гледам филм кој би можел да допре до тие височини во целата македонска кинематографија до сегашна. После 20 години, скоро 20 години. Па да, меѓутоа нашата кинематографија е 60 играни филмови вкупно. Како може да се надпреваруваме со продукција која има 1600 филмови годишно. Франција само во 2011 снимила 272 филма. Добро, мислам дека е нескромно да се споредуваме со со меѓутоа може Франција. не се споредуваме. Ајде да се споредиме со кого сакате со Босна, еве, на пример, да кажеме за добро, Босна. има таму еден човек Босанците кој добија Оскар за има една двајца- прилично чувствителна тема на се филм. разбира, он има неколку награди. Тановиќ е еден од најнаградуваните, да кажеме, не само во овие престижните фестивали. Мислите дека беше пресудно политичкиот опортунизам или Не во с- ситуација за Темата. ничија земја? Да. Секако, секако. Дали е полесно кога имаме копродуценти во целата приказна? Странските копродуценти можеби полесно ги отвораат вратите за Па, филмовите? апсолутно, пред дождот е еден од тие примери. Огромна беше улогата тама на клучни луѓе кои помогнаа прво филмот да биде таков како што е, и буџет и се. Македонија многу мало учество има и финансиско, да речеме, во тој филм. Сега еве Раде Шербеџија, значи филмскиот фонд, значи му даде нели дел од парите на Раде Шербеџија. Можеби мислите дека Раде Шербеџија полесно ќе може да се излобира со оглед на неговото искуство и работа во Холивуд, Сакам да ви кажам, нема контактите правила негови. во филм. Во филм нема правила. Прво има еден главен предуслов. Сценариот. Значи тој предуслов ако не биде исполнет, сите муабети после се може да се шминка, може да се додаваат пари, да се ангажираат вакви публицисти или меѓутоа главен предуслов за добар филм е добро сценарио. И јас да речеме, мислам дека тука треба да бидеме главно фокусирани. За да имаме добри сценарија треба да имаме некаков квантитет од кој ќе произлезе понатака и квалитет. Селекција, така И треба да имаме доследност во спроведување на некаква стратегија, ако воопшто има стратегија. Ја мислам дека во Македонија не фалеле стратегии, колку што фали доследност во спроведување на некаква стратегија. Ние стратегиите и да ги има, ги менјаме за 10 на дена. Бројот на филмови снимени годишно веќе надминува, има некои шпекулации дека е на кај 50 на 1000 филмови годишно. Значи, затоа овој вториот дел што вие го кажувате колку е битно лобирање и пропаганда и пиар и сите тие работи, станува се поважно и поважно. Ако порано можеби не биле толку важни затоа што немало толку голема конкуренција, сега станува се поважно и на публиката е све потешко од таа огромна маса на филмови да дојде до она што навистина вреди. Меѓутоа, јас не се сложувам дека лош филм може на сила да стане најдобар филм и да ги освои сите фестивали, можеби ќе освои некој фестивал, меѓутоа пак публиката не верувам дека ќе го прифати. И за мене публиката е најдобар репер. Има едно, не се сложувам кај нас, испаѓа дека ако уметност која ќе се каже, дека како некој не се разбира уметност, не знае. И така, и затоа публиката наша не иде у кино. Ќе отиде ќе гледа лош филм, на првиот киоск ќе чита дека тој е најдобриот филм што е снимен во историјата на... Се чувствуваат инфериорно. Па нормално, иде да гледа цеца, таму никој не го замара дал се разбира или не. Овде ќе испаѓа дека е глупав. За уметноста не треба интелигенција. Сите луѓе разликуваат добро и лошо. Тоа испаѓа ако Мерцедес у Париз на саемот за автомобили да иде со најлошиот автомобил и да каже концептуално возило со коцкасти тркала. Нема шанси. Тука се чувствувате вие повикан како дел од филмските новинари во смисла колку тие придонесуваат за да се огромна надое балонот од очекување и Јас сум секогаш во старт сум секогаш афирмативен кон домашен продукт, што е мој начин на искажување патриотизам, да кажем.
не друг начин. Бидејќи тоа ми е браншата. Меѓутоа, да замолчам или да замижам пред неквалитет никогаш не ми се случува. Јас имам мене ми се генерално сите драги пријатели, филмаджии, од режисери до актери, до сценаристи, до сите што ги познавам, многумина ми се многу утиле, заради мој став кон филмот. Меѓутоа, не можам да избегам. Мојот, особено со оваа возраст, со овој багаж зад мене, не можам да фалам некој затоа што не сакам да се замерам. И постојано го спомнувам тој збор дека се борам против тој културен непотизам кај нас. Зошто по секоја цена да си даваме комплименти, да се удираме по рамо? Ми се случило, признавам и тоа, дека после премиера на филм кој никако не ми се допаднал, се излегувам на мала врата, што се вели, за да не морам да им честитам од чиста куртоазија на авторите. Се разбира, може би и тоа не е гест како што, меѓутоа не можам да премолчам кога пишувам, а не можам да замижам кога е лошо нешто. Честитавте на Дарко Митревски за трето полувреме, во смисла ги исполни вашите очекувања? Не му честитав за тоа, не се погодивме да бидам таму. Двете, може најдобри сценарија во Македонија, како беа најавувани, се промашени. Едното е за жал, трето полувреме, која беше најавувана како многу ексклузивно, интересна, приказна, љубовна и така натаму, со многу слоевити сегменти. Јас велам дека кога тоа сценарио може би го имале американците, би направиле спектакл, ако ништо друго. Ги знаете нивните филмови со рагби, утакмиците со американски фудбал и така. Друга страна, едно од моите разочаровања која ми е жал, Преку езерото е брилјантна приказна, која за жал не е реализирана онака како што треба и како што можело да се реализира. Значи, точно е, тој баланс, уметнички филм ние да не потенцираме уметнички. Многу е поедноставно да се каже авторски филм, затоа што е личен аспект на еден човек што знае што сака. За жал, како што зборувавме, тој филм функционира тука локално заради патриотизмот. Затоа што на овој народ му фалат херои и гладена за херои. Секогаш кој има било каков херој, ќе го земе тоа многу со задоволство. Меѓутоа, за жал, приказните што може да функционираат надвор не ги експлоатирал Дарко. Значи не им посветил доволно внимание. Таму нема нити забранета љубов, нема конфликт, нема вистински конфликт во ниеден дел од филмот. А тоа е она што е битно. Тие неколку линии отвара внатре во филмот кои не ги експлоатира. Многу лесно се случува, многу брзо. Најзастапена е линијата со фудбалот. И тоа е тоа што овдека локално функционира, меѓутоа надвор кого го интересира тоа? Да, тоа е обид за холивудски приод кон дел од материјата во филмот. Филмот мора да има јасна тема, мора да има ликови кои ќе дискутираат на таа тема. Значи филмот може да го гледате и како дискусија на одредена тема, затоа има два карактери кои застапуваат два спротивставени страни секогаш, архетипски да речеме. Едниот сака да го спаси светот, другиот му вика дека не вреди да се спаси светот. Ме разбирате? Луѓето ги интересира што е темата и кои се ликови. Јас имам мали деца, секогаш кога гледаат било што или кога ќе отворат сликовница, гледаат и кажуваат јас сум овој, ќерка ми вика јас сум ова, син ми вика. Значи тоа е принципот на кој функционира филмот. Кога ќе влезете вие во кино, прво што сакате да знаете кој е главен лик и што му е проблемот. Тоа го нема во македонските филмови за жал. Дејан, Владко, ви благодариме што денеска бевте дел од Зебра. Исто така ви се благодаруваме и на сите што не пратевте на Зебра онлайн МК и на фреквенциите на Алфа и Ера телевизија. Се гледаме.